Фала на Бога за денешниот ден, браќи и сестри, за времето што може да го поминеме во проучување на Библијата. Насловот за денеска веќе го објавивме, но да видиме зашто овде не се покажува. Добро. Се ближи судниот ден. Овој наслов не треба да не уплаши, не треба да не вознемири, нема за цел да создаде паника кај нас, туку да не предупреди, да размислуваме, бидејќи и да не подсети, бидејќи историјата има своја цел. Светот денес живее, навистина може да кажеме, во страв, во неправда, немир. Но Бог, браќи и сестри, гледајќи од небото, она што се случува на земјава, не е равнодушен. Така да го молам Бога, еве, ова размислување да ни помогне да сватиме во кое време ние живееме и што не очекува, како да се приготвиме за судниот ден. Знаете, кога ќе добиете покана за суд, самата покана, самото име, суд, кај нас предизвикува вознемиреност. Не знам кога последен пат сте били на суд. Било од која причина? Само по скалите кои ќе се качувате, веќе телото реагира. Но, реков, ова тема нема со цел да не вознемири, туку да ни помогне. Ајде да почетокот да го читаме првиот библиски текст, кој го наоѓаме во последната книга на Библијата, Откровение, 22 глава, 12 стих. И ете доаѓам скоро или наскоро, и наградата моја со мене, за да им дадам на секој според делата негови. Овој библиски стих, браќи и сестри, не подсетува дека Исус ќе дојде на оваа земја не на годишен одмор, не на некое патување, туку ќе дојде со посебна намера. Овде вели да им дадам на секој според делата негови. Значи, овој факт или овој текст не подсетува дека кај Бога нема заборавање. Оно што си го заслужил, што сум го заслужил, ќе го добијам. Значи, кај Бога се си има свој ред и тежина. И сега, овој стих сака да не подсети како ние денеска живееме, не повикува на будност, на истрајност, на искрена вера. Значи, неминовно ова ќе се случи. Јас пред некој ден имав погреб во моето село и токму зборував нова тема. Зошто по традиција луѓето ги закупуваат да гледат кон исток? Зошто? Од памти века. Сигурно има корен во Библијата. Затоа што луѓето од длабочината на своето срце веруваат, Библијата тоа го пишува, дека Исус ќе се појави од која страна? Ја покажам тамо исток. Значи од источната страна. Може сте били во странство, јас сум бил и на далечни земји, на гробишта. Исто така, според нивното место на живење, на исток се погребуваат луѓето, односно така е гробот насочен. Очигледно оваа гледка ќе се случи, браќи и сестри. Ова е уметничка слика, како уметникот тоа го замислил врз основа на библиските стихови. Значи, Исус ќе дојде како што вели Библијата. Судниот ден во Библијата не се представува само како ден на страв, туку како и ден на правда, како ден на надеж. Токму јас сакам денеска да зборуваме за надежта која ќе произлезе од самиот суд кој наскоро ќе се случи. Во овој свет во кој ние живееме полн со неправди, војни, болка и пораката за судниот ден треба да не охрабри, дека еден ден сето тоа ќе се исправи. Денеска гледате што се случува во судовите, корупција голема. Кој има пари може да потплати. Црното се прави бело или белото црно. Меѓутоа кај Бога такво нешто нема да има. Се ближи судниот ден. И тоа значи дека времето во кое живееме е време на одговорност и време на будност. Не е време денеска за спиење. Нашите избори или нашиот избор и нашите дела имаат своја тежина. Бог кој ги создал и овие градови денеш, односно селата, се што постои, ова земја Бог ја создал, а луѓето секако ги создале градовите и селата и живеат во неа. Меѓутоа има многу денеска
неправда. Луѓето денеска навистина се уплашени. Ајде да видиме додека апостол Павле одел низ овие краеви, бил во Грција и таму ги запишува овие зборови. Читаме во Дела на апостолите, 17 глава, 30 и 31 стих. И така, не гледајќи на времињата, на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат. Кој да се покаја? Сите и насекаде. Зашто? Определил ден, и сега овде јас го подликов, кој ќе им суди праведно на целиот свет, преку човекот кој го определил за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. Интересно, Павле бил тука некаде, значи, близо Атина, и тука на тој аеропак, на тој каменето тло, тој седи, гледа пред себе мноштво луѓе. Некој ги нарекол дека се молат на непознат Бог и така натаму. Тука се собирале многу луѓе, многу филозофи. И Павле тука ги кажува овие зборови што пред малку ги слушнавме, ги прочитавме. Павле овде зборува претходно за верските обичаи кои ги имале луѓето во Атина. Тој примител дека луѓето имаат некоја вера во Бога, меѓутоа на погрешен начин. И сакал тој да ги насочи нивните погледи кон Создателот, кон вистинскиот Бог. Потоа својот говор, како што реков, го доведува до кулминација и предупредување, вели се ближи судниот ден. Се ближи судниот ден. Ова порака, браќа и сестри, денеска одзвонува во целата Библија. Дека судниот ден ќе дојде. Може ние да не веруваме, да одмавнеме со рака, или мојот Господар нема за долго уште да дојде. Можеме секакви реченици да употребуваме, меѓутоа според она што се случува во светот и според она што Библијата го запишала, ние со големи чекори се ближиме и одеме напред. Луѓето можат да го негираат тој факт и да кажат се уште има време, знаците се уште не се исполниле. Меѓутоа, ајде да ги прочитаме и овие два текста од Коринтјаните 2:5-10 и од Исаија 6:6-16. Зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да прими според она што направил во своето тело, било добро или зло. А пророк Исаија ќе запише: да, Господ ќе им суди со оган и со меч на секој смртник. Поразите од Господа ќе бидат поразените од Господа ќе бидат мноштво. Вистина, браќи и сестри, ова е текстови кои не предупредуваат, кои имаат за цел да не потикнат да размислуваме за себе, а не за другите. Оно истиот Исус кој зборал многу за љубовта, кој ги земал децата во преградке, му се качувале дори на грб. Тој истиот Исус ќе дојде, вели, и Библијата ќе суди. Секако ние на крајот ќе видиме како тоа ќе се одвива и кој ќе биде наш бранител и кој ќе биде наш оној кој ќе не оптужува. Меѓутоа, затоа денеска е многу важно како ние живееме. Матеј ќе запише и ви велам за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат каде? На судниот ден. Денеска неправдата, реков, веќе превладува на ова земја. Сиромашните многу често не ги остваруваат своите права, а они кои можат да си платат со големи пари или да си дозволат скапи адвокати си заминуваат ослободени. Живееме во време на корупција, време кога нечовечкото однесување кон другите луѓе навистина нема граници. Кога злото минува навидом непречено. И како што рекол овој човек, вистината е секогаш на бојното поле, а злото е секогаш на тронот. Дали е тоа вистина? Така е. Значи, вистината е секогаш на бојното поле. Таму се кршат копјата. А злото испливува на тронот. Но, точно, ние живееме, браќи и сестри, во тоа време. Но Господ ни вели дека сепак судот се наближува. Злото нема да напредува за секогаш. Правдата нема секогаш да биде деградирана или ставена на страна.
Бог ќе ги земе работите во своји раце. Бог ќе го повика целото општество на одговорност. Ние живееме токму во оваа реченица, се ближи судниот ден. Меѓутоа, зошто многу луѓе денеска не веруваат во судниот ден? Кога велам многу луѓе, група на луѓе кои не веруваат дури и во Бога, или пак изгубиле доверба во Бога. Познам луѓе кои рекле, ако Исус не дојде до 2000 година, нема да верувам во Бога и сега надвор црквата се. Зошто го врзуваат Христовото доаѓање со некои бројки. Од каде им тоа ја не знам. Меѓутоа тие се врзале за некои бројки, Исус не дојде 2000 година. И ти се сега надвор црквата. Дури изгубили целосна доверба во Бога. Еве, ова слика на што не подсетува? Холокауст. Многу евреи таму ги завршија своите животи, беа убиени. Многу евреи после Холокаустот се откажале од Бога, од Јехова или од Јахве, од својата вера во Бога. Може ќе се прашате зошто. Тие биле лице во лице со опасноста која им вребела во тоа време. Таа тишина која имале во тие своји келии, како да Бог молчал, се молеле, плачеле, вапеле за ослободување, како Бог да ја заклучил вратата, да не ги слуша нивните молитви. Тие луѓе, пишува историјата за дел од нив, престанале да веруваат во Бога. Всушност, овој проблем, браќи и сестри, не е од евреите во Холокаустот 41, 2, 3, кога тоа се случуваше. Многу одамна, пред да се случи Холокаустот, луѓето доаѓале до истиот степен на неверување или до истиот степен кога кај нив нешто се случувало во нивниот дух, во нивната душа, да се откажат од Бога. Ајде да го читаме следниот текст. Послушајте го добро. Псалом 73, 2-3 стих. Давид вели, а за мене за малку ќе ми се сопнеа, што? Нозете. За малку ќе ми се лизнеа чекорите, зашто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го напредокот на грешниците. Овде Давид отворено признава, браќи и сестри, бидете искрени. Дали еднаш ви се случило како Давид што размислува? Бидете искрени кон себе, не мора гласно, но Бог знае. Дали ви се случило некојаш такво прашање да вашата вера или мојата вера како да е магловита према Бога, зашто сме биле притиснати од проблеми, искушенија. Се молиме, а како да назадуваме. Се случуваат промени, едно од друго. Давид е овде искрен. Не е грев да бидем искрени пред Бога. Треба да бидеме искрени. Овој 23 псалом, односно 73 псалом, го опишува тој момент на таа внатрешна борба што Давид ја има во својата душа. Тој признава својата внатрешна борба, додека гледа околу себе луѓето кои се безбожници, кои не веруваат во Бога, а напредуваат. Давид вели, а на мене за малку ќе ми се лизнеа нозете, за малку ќе ми се лизнеа чекорите, зошто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го нивниот напредок. Овој стих, браќа и сестри, или овие стихови ја откриваат длабоката човечка борба на верата. Псалмистот искрено признава, тој искрено признава пред Бога дека речиси се поколебал, гледајќи како злосторниците напредуваат, грешниците како безбрижно живеат. Неговите нозе биле како на мраз кога се наоѓаме. Знаете, оние деца или возрастни кои се, како се вика тоа, лизгаат. И често пати знаат да паднат. Кога сме на мраз, ние сме несигурни. Колку да сме професионалци и тие паѓаат. Давид вели, моите нозе, моите чекори. А знаете, нозете, чекорите во Библијата символизира духовна стабилност. И таа била сериозно загрозена кога погледот му се насочил кон привидниот успех на безбожниците. Да, Давид ќе даде одговор подолу, додека не влегов каде? Во светилиштето. Подоцна ќе се навратим и на тие мисли. Тогаш Давид го гледа крајот на безбожниците, кој ќе биде, каков ќе биде. Но царот Давид навистина имал проблем, како и денеска ние што имаме проблеми, кои ќе најдат
тешкоти во нашиот живот. Изразот за малку ќе ми се сопне нозете укажува на опасност од духовен пат, не физички пат. Ќе паднеме па ќе станеме. Или некој ќе ни помогне. Но ако духовно паднеме, тоа е многу поопасно. Нозете и чекорите во библискиот јазик го символизираат нашиот животен пат. Нашиот животен пат, односно насоката во која човекот оди. Псалмистот признава дека има сериозни проблеми во својата душа, во своето срце. Неговата вера како да е разнишана. Знаете, кога боксерот ќе го удрат, како се вика тоа, нокаут добива, и тој е разнишен. Тој не може се концентрира кај лево и десно и паѓа доле на рингот. Ова неправилна расподелба на успехот создава збунетост и болка во нашите срца. А која била причината кај Давиде, кај сите нас кога ќе се поколеба нашата вера? Зависта. Гледаме другите како напредуваат, а не веруваат во Бога. Едноставно, како Бог нив да ги благослова, а нас како да не остава. Ова завист, браќи и сестри, е опасна затоа што полека ја менува нашата перспектива. Наместо да гледаме кон Бога, не гледаме кон успехот на луѓето кои се околу нас. И човекот почнува да се споредува со другите. Сепак, суштинската поука на овој стих е свесноста и опасноста. Да бидеме свесни на опасноста или во опасноста во која се наоѓаме. Затоа Бог сака денеска да ни помогне, како Давид што вели, за мене за малку ќе се сопнеа нозете мои. За малку ќе се лизнеа чекорите мои. Пораката е многу јасна, да не се мериме со другите. Колку е да имат, тоа е нивно. Како дошле до тоа, тоа е нивно. Бидејќи ако гледаме, Давид вели, многу во нив, нашата вера ќе се поколеба. Нашите нозе ќе станат нестабилни. И затоа, еве го следниот текст. Давид вели во истата глава, никакво страдање не носам. Гледате, со што тој се занимава, гледајќи ги другите луѓе. Вели, немат никакво страдање. Нивното тело е дебело, здрави се. Не живеат во маките на смртниците, како да се од друг свет. Не ги удираат човечките неволи. Ете, такви се грешниците. Секогаш спокојни збираат богатство. Но сепак Давид не е во право, целосно. Да, има дело тоа, меѓутоа, гледайте ги болниците, полни се. И кои веруваат во Бога и кои не веруваат. На гробишта се погребуваат и оние кои верувале во Бога и кои не верувале. Меѓутоа, подолу Давид ќе рече, сега ми е јасно, сега ми се отвори очите, кој ќе го види крајот на безбожниците. Каде тие ќе се најдат на небесниот суд, а каде оној или оние кои трпеле денеска, ради својата вера, кои били смејувања, може би исфрлени од домот, може би покажувано со прст, и ти беше еден од нив, како оние жените што му патија прекор на Петар, кога рекој, ти си еден од учениците. А Петар вели, не, вие сте грешка. Да, Давид подосна ќе даде одговор. Крајот е многу важен, браќи и сестри. Сега, сите ние сме на оваа планета. Псалмистот таму во светилиштето наоѓа сигурност дека Бог е секогаш на своето место, дека Бог работи, дека Бог не спие, дека Бог ги гледа нашите животи на оваа земја. Дека Бог од својот престол се наблюдува што се случува на оваа земја. Таму ќе се решава твојата и мојата судбина. Таму ќе се решава судбината на секој човек кој живее на оваа земја. Таму во небесното светилиште кој служи? Таму е нашиот пријател, Исус Христос. Замислете, одете во странска земја и на улица среќавате некој ваш пријател. Како е тоа чувство кое ќе го видите низ вашата душа поминува? Пријател, најблизок пријател, кој може да ви помогне, вие сте во неволја. Таму Исус служи, Павле, вели апостол Павле, како правосвещеник. И нас не застапува. Замислите, нашиот пријател, Исус Христос, не застапува горе на небесниот престол во светињата.
Овој свет, браќи и сестри, нема да трае вечно. Злосторствата што го обземаат нашето современо општество и нечестните постапки на човекот еден ден мора да престанат. Еден ден Бог ќе земе лупа, знаете лупа што е? И тој ќе наблюдува, ќе гледа секоја ситница, се оно што се случило во твојот и во мојот живот, тој го цени. Бог нема тоа да го заборави. Се наближува судниот ден. И затоа Јован ќе ги запише овие зборови, апостол Јован. Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Дали забележувате дека се совпаѓа говорот на Павле на Аеропаг таму во Атина и овде Јован Богослов во последната книга на Откровение 14:7. Гледате, скоро пишуваат за иста тематика. За иста тематика. Своите скептични слушатели и Павле и Јован ги повикува на покаяние. А пораката на ангелот или на тие тројца ангели кои Јован ги гледа во Откровението, всушност не повикуваат да не се плашиме од она што ќе се случува, да не се плашиме од судниот ден или од денот кој ќе дојде наскоро. Павле зборува за Бога кој го определил денот и ќе суди како? Праведно. Рековме дека на оваа земја има неправда. А Откровение кажува дека ќе дојде часот на неговиот суд. На тој суд ќе има целосна правда. Понатаму Јован ќе запише, зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот. Сега малце парадокс. Зошто? Вели Јован, зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди. А кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи син. Гледате, браќи и сестри, колку е важно името Исус. Колку е важно да веруваме во Исус. Колку е важно да ни биде пријател Исус. А да бидеш пријател со некого, треба да се доближиш, треба да го запознаеш, треба навистина да имате заеднички цели. Не може да бидеш пријател со некого ако за 10 години нееднаш не си се слушнал. Или не си остварил контакт. Ние со Исуса треба да бидеме постојано во контакт, зашто Исус овде вели ќе не спаси. А претходно читавме дека Исус е наш посредник. Исус нас се застапува на небото кај својот Отец. И затоа ние како верници не треба се плашиме од судот. Судот треба да биде место на радост, место каде што ќе се дели награда, место каде што ќе се пофали тој, таа или сите ние. Тоа ќе биде место на долго очекувано време, кога навистина сите оние кои му верувале на Исуса ќе бидат прогласени за да можат да влезат во рајот, да влезат во Царството Небесно. Дали ние го следиме денеска Исуса или следиме некој свој идол? Кого ние денеска следиме, браќи и сестри? Дозволите ми да ве прашам, дали ние сме навистина добри луѓе? Да или не? Дали сме праведни? Одговорот е не. Значи, ние не сме доволно добри, но Исус е доволно добар за таа негова добрина да ни ја припише нам. Ако ние го прифатиме Христа, ако веруваме и го следиме, ги следиме неговите стапалки. Ако дозволиме тој да не облече, баров фотографија кај што ќе не облече, и ова е доволно јасна. Дали ние ќе го прифатиме од делото на метката што Исус ни ја дава? За Исус тоа да го појасне, раскажал приказна. Ја знаете приказната за она свадба, кај што секој повикан што добивал на вратата? Облека, наметка. А тој што е одбил, тоа било најголема увреда за домакинот. А најголема чест била ако ја прифатиш таа наметка што домакинот ја приготвил за секој повикан на свадбата. Дали ние, браќи и сестри, ќе ја прифатиме наметката Христова? Додека таткото гледа во нас, мислам на Бога, тој гледа само совршената праведност на неговиот син. Наместо извлаканиот запис, таму во тие тефтери
Има нешто лошо за тебе и за мене запишено, секако. Зашто ние сме грешни, како Павле вели, се раѓаме како грешни. Но Исус стои наместо нас. Исус стои наместо нас. А ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава. Гледате какво храбрување Павле дава. Вели, сите ние со откриено лице ја одразуваме Господовата слава. И се преобразуваме во чиј лик? Во ист лик, од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот Дух. Последна српска поговорка, с ким си такав си, односно со кој си, таков си. Значи, неминовно, ако се дружиме со Христа, ќе одразуваме негов лик. Мојсей беше 40 дена горе на планината Сина и кога се врати, што одразуваше? Светлост, слава, и мораше да стави покривало, зашто израилците бега од него. Павле вели, а ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во неговиот ист лик, од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот Дух. Затоа, браќи и сестри, Господ да ни помогне навистина да секојдневно ја одразуваме сличноста или ликот Господов во нашиот карактер. Некои верници се плашат од суд. Сум разговарал со них и вели, не, многу се плашам јас, затоа што не сум таков, не сум совршен, не сум како таа сестра, не сум како тој брат и така натаму. Тие живеат во сомнеш и очекување дека нема да бидат доволно добри за да бидат прифатени во рајот. Браќи и сестри, реков, ние немаме наша добрина. Никаква. Павле вели, нашата правда е каква? Валкањалишта се нашите. Ние немаме своја правда. И затоа вели, ако се дружиме со оној кој е праведен, тогаш ќе одразуваме негова слава, негов сјај во нашиот живот. Да, овај Божиот престол, таму се координираат сите работи. Таму е нашиот небесен татко, Господ. Но тука е секако Исус Христос, кој може, и не само да може, туку тој сака да навистина ни помогне во нашиот живот. Не само овде, туку тој ќе не застапува таму пред небесниот суд, но да не застапува таму, ни мора тука да му дозволиме да биде постојано со нас во нашиот живот. Еве што пишува Павле во Евреите 4:14-16. И така, бидејќи имаме голем правосвещеник, Павле немал зборови со кои да ја опише таа гледка што ја гледа, вели, имаме таков голем правосвещеник, кој поменал ни сите небеса, Исуса, Божиот Син, да се држиме цврсто за исповедувањето, зашто немаме правосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во се како нас, освен гревот. И сега ова што е подвлечено со црвено, и така да пристапиме смело кон престолот на благодат, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Не треба се плашиме од небесниот суд, браќи и сестри. Какви да сме, што и да сме во минатото направиле, ако тоа го оставиме позади нас, и ако бареме од Бога прошка, и ако го молим Исус да не застапува, да ја приеме неговата правда, Павле вели, имаме таков голем правосвещеник, да пристапиме смело. Што значи зборот смело? Храбро, отворено. А не кога се качуваме по скалите на судот, таму срцето почна да не чука. Без разлика дали сме виновни или не. Самата помисла на суд, самата зграда, психолозите правиле анкети, луѓе кои оделе често таму и мерели крвен притисок кај тие, да ги наречем пациенти на судот, и се покажале зголемување на притисокот. Значи, самото име суд и самите простори да влезете внатре предизвикува страв. Не треба се плашиме од небесниот суд, кога го име нашиот пријател, кога го име нашиот Исус, зашто денеска ние дозволуваме тој да биде дел од нас. Еве што кажува Елена Вајт, има повеќе цитати, овие книги ги знаете, само да се подсетиме дека судот не е табу тема и во нејзините книги. Еве во големата борба таа напишала.
Големата вистина за истражниот суд мора јасно да му се објави на светот. Судбината на секоја душа се решава токму сега. Зашто вели токму сега? Зашто животот може да прекрати. Ево ва сестра, у понеделник ја погребавме, у суми 6 години. Пред некое време ја видов, бев кај неја, света вечер и носев. Меѓутоа срцето застанува и готово, за неа судот е готов. Затоа пишува големата борба. Токму сега може да се решава твоето име и моето. Понатаму во рани списи пишува. Времето на милост е ограничено. Доаѓа моментот кога посредничката служба на Христос ќе заврши. И секоја душа ќе биде запечатена за вечност. Повторно големата борба. Денот на судот ќе биде ден на радост. Затоа реков, судот не е ден на жалост, туку ден на радост. Ден на веселба кога правдата ќе биде задоволена. Денот на судот ќе биде ден на радост за праведните. Зашто? Затоа што тогаш неправдата ќе биде исправена, а страдањето ќе заврши. И патот кон Христа вели, само они што го имаат Христос како свој спасител можат со радост да го очекуваат денот на судот. Го имаш ли Исуса? Го имам ли Исуса? Да, го имаме. Зашто тој е наш спасител, тој е наш застапник, тој бил во нашите чевли. Тој бил на оваа земја, знае што се маките, знае што е страдање, знае кога ќе изгубиме некој близок, знае кога ќе добиеме некоја лоша диагноза, од која нема лек. Кога деновите ни се одброени, го имаме тогаш Исуса Христа, Спасителот. Последната порака, што е напишал Елена Вајт, на еден човек кој бил вознемирен или госпоѓа била, не е важно, еве сега ќе видиме. Значи Елена Вајт починала на 16 јули 15 година во минатиот век, а ова порака ја пишува 1914 година, значи непосредно пред смртта на една личност која била мачена од сомнеш дали ќе биде спасена или не. Односно, страв дали Исус ќе ја прифати. Еве што Елена Вајт пишува. Значи, тоа е во сведоштво за проповедници, таму тоа го пишува, има и оригинална страница. Ваша предност е да верувате во љубовта на Исус за спасение на најцелосен, најсигурен и најблагороден начин. 3 работи. Најцелосно да бидеме, најсигурни и одевили најблагороден начин. И кажете, тој ме сака, тој ме прифаќа, ке имам доверба во него, бидејќи тој го даде својот живот за мене. Со порака, Елена Вајт ја охрабрила ова личност да ја зацврси својата вера во Бога, зашто била разнишана верата од икс причини. Но таа го насочува погледот на ова личност кон Исуса Христа, кој денеска нас не застапува горе кај својот Отец. Елена Вајт умрела во Сент Хелена, во Калифорнија, на 87 години. Ова сестрата беше 86, што ја погребавме пред некој ден. Тука е човечкиот живот. Библијата вели од 70 до 80, така? Меѓутоа, тој живот е преплетен со проблеми, со искушенија, со болести и на крајот доаѓа смрт. Ова слика укажува на тројната ангелска вест, која денес ги повикува луѓето на покаяние, ги повикува луѓето да излезат од овој духовен Вавилон и да се насочат кон Христа. Денес, не утре. Денес е ден за враќање, ден за целосна преданост. Судниот ден нема да не праша што сме ние планирале во животот, туку како сме живееле. Нема да зборува, нема да брои зборови, туку срца, затоа да бидеме будни, браќи и сестри, да живееме исправно, да сакаме исправно и да одиме по патот на вистината. Да, ова реченица е вистината. Се ближи судниот ден. Како ние ќе го дочекаме, зависи од нашата денешна подготовка. Важно да бидеме подготвени, зашто тоа е реалност. Еве, дозволете ми да спомнам 4 точки кои се многу важни за подготовка за тој ден кој треба наскоро да дојде. Прво,
Судниот ден ќе ја открие вистината за секој човек. Значи, за мене, за тебе, за сите нас. Таму нема место за маски. Таму нема место за покривање. Изговори. Туку тоа ќе биде време кога навистина секој намера ќе биде откриена. Второ, затоа што времето е ограничено и тогаш ќе престане времето на милост, кога ќе се затвори таа небесна врата. Денес може да се промениме, да се покаеме, да изградиме жив однос со Бога. Утре не е загарантирано за никој од нас. Трето, судниот ден ќе донесе совршена правда. Реков, често пати денешните судови донесуваат погрешни одлуки. Секој страдање, секоја неправда, секоја солза испуштена ради Бога, ради неправда, ќе бидат заменити со правда. За оние кои му верувале на Бога, а биле измачувани, тоа ќе биде ден на ослободување, а не на страф. Четврто, ова подготвеност ни нуди и ни дава мир и надеж. Кога живееме со вера и послушност во Бога, браќи и сестри, тогаш, навистина, Христос, нашиот застапник, целосно тој ќе не одбрани на небесниот суд. И што е најважно, да бидеме подготвени, значи да го ставиме во центарот Исус Христос. Сето друго е пропратно, би рекол, во нашиот живот. Ние не се спасуваме со дела, туку со вера која се гледа преку љубов, понизност и посветен живот. Делата се резултат на нашиот посветен живот во Христа. И затоа, еве што пишува царот Давид, кого имам јас на небото освен тебе? И со тебе ништо не сакам на земја. Гледате, каква одлука донел Давид. Се имал. Неговиот син ќе каже тамо во книгата Проповедникова, се што? Празнина, суета, ветар. Се е ветар. Вели, не им бранев на моите очи да гледат. Имал се и се што. Богатство. Сега да не спомнувам се што имал. На крајот Соломон вели, се е тоа ветар и магла. И на крајот вели, порака до младите и до старите. Бојте се Бога, почитувајте и знаете ги тие текстови. Давид исто, за време на Давида, царството Израелево најмногу напреднало. Давид направил подлога за да дојде неговиот син, за да го изгради храмот. Имал сојуз со сите држави, добро време за живење, но не бил задоволен во срцето свое. Кого го имам јас на небото, освен тебе, Господе? И со тебе ништо не сакам на земјата. Навистина, судот, браќи и сестри, не е само крај на светот како што го познаваме, туку крај на злото, лагат и страдањето и смртта. Тој момент кога конечно Божјата правда ќе победи, а верните ќе влезат во вечен мир. Зато судот не е порака за очај. Зато ова тема не треба да не уплаши, туку да не охрабри. Да со нетрпение го очекуваме тој небесен суд кога правдата ќе биде задоволена. Крајот на болката и почеток на вечноста со Бога. Замислете, крај на еден живот, крај на болки, проблеми, смрт и неправди, а почеток на еден нов живот. Затоа судниот ден се ближи, браќи и сестри. Дали ние ќе веруваме во тоа или не, Бог не зависи од нас. И Јован ќе запише, и Бог ја избрише секоја солза од очите нивни. И смрт нема да има веќе. Јас тоа не може да го кажам, само може да го прочитам. Никој од нас тоа не може да го каже како идеја. Туку само пренесуваме тоа што го наоѓаме во Библијата. И смрт, вели Јован, нема да има повеќе. Бог ја избрише секоја солза. Значи, судот не е само крај на овој свет, кој ние го познаме тако каков што е, туку тоа ќе биде и крај на злото, на лагата и страдањето. Судниот ден, браќи и сестри, се ближи. Реков, дали ќе се подготвиме ние или не, Бог тоа не го интересира многу. Иако Бог сака ние да се подготвиме, да му дозволиме тој да биде водач во нашиот живот. Бидејќи ова подготвеност, еве да прочитаме, самата подготвеност за судниот ден не е страф од казна, туку избор за живот и светлина. Денес, сега и за секогаш. И затоа, ајде да се охрабриме, да не се плашиме,
od небесниот суд. Тој ден не е ден на казна за оние што го љубат Господа, кои цел свој живот биле со Него. Па не мора да бидат цел живот, може би го фателе последниот вагон, последната кабина би рекол, но сепак одлучиле да го следат Исуса Христа. Се што ни е важно денеска е минливо. Се ќе оставиме на оваа земја, а Божјата љубов ќе остане. Таму е нашиот пријател. Еве го Исус, гледате како го загрлил, како уметникот тоа го насликал, да ни ја доближи таа слика. Да ни ја доближи таа слика, дека тука е Исус Христос. Тука е тој поред нас. Ако го имаме Христа на судниот ден, тој ќе биде ден на победа, ден на мир, ден кога сите солзи ќе бидат избришани, а срцето ќе биде целосно, сигурно во Господа. Браќи и сестри, да не чекаме да дојде судниот ден, туку да живееме уште денеска со вера и љубов, да се држиме за Бога. На судниот ден вистината ќе победи. На судниот ден тогаш ќе се откријат сите намери целосно на ѓаволот. Зошто? Затоа што тој со лага ја прелажал Ева и Адама. Таму лагата ќе биде целосно негова откриена. Останатите светови, пишува таму Елена Вајд, дека ќе се осведочат конечно дека Сатанат имал лоши намери за ова планета на која денеска ние живееме. Судот е за правда, не за уништување. Бог не ужива во казнување, браќи и сестри, туку во спасување. Судниот ден значи крај на неправдата, болеста, болките. Спасението е по благодат, а не по совршенство. Ние не можеме да бидеме совршени целосно 100% во ова тело, но ако се дружиме со совршениот Исус, рековме, с ким си таков си. Ако сме со Исуса постојано во животот, Исус ќе каже, добри и верни слуго, во колку си бил верен? Во малку си бил верен. Влези во радоста на мојот Господар. Библијата не повикува на надеж, браќа и сестри, а не на паника. Јован ќе запише во 1 Јованова 4:18, совршената љубов го изгонува стравот. Совршената љубов, тоа е Божјата љубов, го изгонува стравот. Кој живе во Христос, живе во мир. Затоа судниот ден за верникот не е ден на закана, туку ден на љубов, ден на правда и конечна победа. Нека Господ ни помогне да се охрабриме денеска, дека имаме горе наш пријател, наш спасител Исус Христос. И тој со нетрпение очекува да дојде наскоро и да го земе, да не земе сите нас, да бидеме со него во вечноста. Нека му е слава на Господа за сето тоа. Амин.